Дирекцијата за заштита и спасување во соработка со општина Конче реализира практична обука на противпожарното друштво од општина Конче за справување со пожари на отворен простор во пресрет на летниот период. Обуката беше спроведена во соработка со доброволни противпожарни друштва од Битола, Прилеп и Радовиш, а беа вклучени представници од полициската станица од Радовиш и од здравствениот дом од Радовиш. Ќе се одржи практичен дел на обуката, организирана од страна на Дирекцијата за заштита и спасување, односно од одделението за обука. Најнапред би сакал да кажем голема благодарност на заменик директорот, господин Зулфикар Зейнулаи. Огромна благодарност за се што направивме, значи како што знаете на 27-ми завршивме еден теоретски дел, денеска практично со нашите учесници кои што се ова прилика исто сакам да се заблагодарам за координаторот на целиот проект, тоа е господинот Александар Ангелевски, магистар Александар Ангелевски, координатор на целиот проект. Голема благодарност до учесниците и тоа доброволното противпожарно друштво, односно членовите на доброволното противпожарно друштво Архангел од Битола, доброволно противпожарно друштво Марко и Кули Прилеп, доброволно противпожарно друштво Горица оператива од општина Конче, за присуство на припадниците од полицијата, територијално противпожарно друштво од Радовиш и за сите останати вклучени кои што се во овој процес. Најправо беше спроведено теоретски дел од обуката, пошто следуваше и практична обука со цел да бидат подготвени надлежните институции за справување со природни непогоди, предце шумски пожари и пожари на отворен простор. Денеска ќе имаме една обука, особено во врска со природни непогоди и најмногу со пожарите. Значи, секогаш многу ни е битно пред време да се превзема мерки, да бидеме подготвени, да бидеме спремни. Многу ни е битно тоа, заради тоа знаеме лани што се случи со пожарите и мислиме дека секаде треба полека да имаме вакви обуки, вакви тренинзи. И денеска посакувам на тимовите успешна обука и се надевам дека понатаму ќе имаме уште многу и подобри соработки, подобри работи заедно со градоначалникот. Дали се обновуваат шумските патишта, бидејќи тие се еден од факторите при појава на шумски пожар, да бидат проводни? Не можеме да контролираме секаде, али сепак се превзема неколку мерки за да имаме барем до негде контрола, да има пристап. Во првиот дел, тимовите пожарникари беа запознаени со материјално-техничките средства и целата опрема која се користи при гаснење на шумски пожари. Денес сум тука како координатор на цела оваа активност. Денес ќе прикажеме теоретскиот дел, односно практичниот дел за шумските пожари. Прво ќе види пристапот, тактичкиот пристап на тимовите кои што учествуваат во гаснењето на шумските пожари, пожарите на отворен простор. И ќе видат представени материјално-техничките средства и сите она опрема кои што треба да ја користат тимовите при гаснењето на пожарите. Во првиот дел ќе види запознавање со материјално-техничките средства, додека вториот дел ќе види тактички пристап на тимовите и како да се координираат повеќе тимови кога ќе учествуваат во една поголема акција, каде што тука ќе земат учество неколку доброволни противпожарни друштва, територијална противпожарна единица, амбулантни служби. И целта ни е да покажеме координација на сите служби, на сите тимови кои што действуваат заедно за да ги сузбиеме шумските пожари. Секогаш треба тимот можелно да носи моторна пила, бидејќи во шумата можеме на се и се што да не идеме, можеме да најдеме препрека на патот, да не можеме да поминеме со возило, да треба одредена дрвна маса да ја елиминираме за да не ја зафати огнот и така натаму. Моментално лицето кое што одговорува со тимот прв што излегува на терен бара помош да се упати втора екипа за делување на гаснење на пожарот.